Возачите низ Скопје утрово како да почнаа да возат попитомо. Застануваат почесто на пешачки, нема толку многу пребрзи возила. Голем беше шокот од 110.000 опомени за само еден ден од МВР и новиот систем Безбеден град. Мнозинството од граѓаните со одобрување го прифаќаат електронското известување за сторениот прекршок и наведената казна за тоа. Неопходно беше нешто вакво за да се воведе ред, се најчестите реакции. Една од дилемите кои сметаат дека треба да се поправи е воведување на толеранција за измерената брзина при возењето. Преминување на две полни линии системот не ги регистрира. Таков смртно загрозувачки ризик не регистрира. А најголемо зло му е ако некој вози со 53 км на час, што може да биде статистичка грешка, реагира еден граѓанин. Го поддржувам проектот, но системот мора да има праг на толеранција барем од 5 км на час во град. Цело време ли ќе гледам во брзинометарот додека возам или ќе гледам и што се случува на улицата, реагира друг граѓанин. Останува да се види дали МВР ќе ги прифати овие укажувања кои впрочем се и пракса во повеќе земји во Европа. Министерот Панче Тошковски вчера најави дека ќе се разгледа можноста за известна толеранција на брзината.